Во таа насока сакам да се заблагодарам на директорот на Катастарот, господинот Славче Трпески, кој денеска е со нас на презентацијата, а исто така и на господинот Зоран Петрески, председателот на Комората на извршители на Република Македонија. Ние денес не само што организираме пресконференција, туку заедно со Агенцијата на Катастарот за недвижности, пред оваа пресконференција направивме промоција, односно презентација пред отприлика 40 компании за новите услуги во рамките на неколку корпуси кои што ги нудат како бенефити не само за граѓаните, туку и за бизнис заедницата, што е од наш особен интерес. И исто така во таа насока се договоривме по здруженија како циклус на презентации да ги промовираме во следниот период. Она што накратко пред да му дадам збор на господинот Славче да каже во делот на електронскиот шалтер, во делот на регистарот на цени, како и во делот на дистрибутивниот систем, кои се новите услуги, меѓутоа кои се и услугите кои што се од бенефит за стопанството, а се можеби помалку користени или треба да бидат повеќе користени во следниот период. Дозволете ми накратко само да ги подвлечам бенефитите кои што ние како бизнис заедница цениме дека во следниот период заедно со Катастарот треба и заедно ќе дадеме повеќе акцент на сите овие услуги. Како што напоменавме, електронскиот шалтер на Агенцијата за Катастар на недвижности овозможува директен пристап на професионалниот корисник, кој што од својата канцеларија секако ќе има увид до имотните листови од Катастарот на недвижности во подвлекувам електронски формат за увид или во форма на јавна исправа. Сега во делот на новината која што ја воведува Катастарот за своите професионални клиенти, а особено оние кои што имаат запишано хипотека или залог на одреден имот, или пак имаат запишано товари или ограничувања на конкретен имотен лист, е можноста секој да се претплати на сервисот така наречен Watchdog, кој што возможува следење на сите поднесени барања и промени на имотниот лист, кој што е од интерес за клиентот на Катастарот. Секако и ние како Стопанска комора и агенцијата сметаме дека во голема мерка со оваа услуга ќе се зголеми и правната сигурност и на доверителите, бидејќи во секој момент ќе имаат можност за увид на состојбата на имотот кој што е ставен како залог на доверените средства. Значи, како што напомена во претходната презентација, имавме присутни и од банките, представниците од банките ја потврдија исто така големиот бенефит и можноста за оваа нова услуга како корисна, исто така и од страна имавме присутни на агенциите за недвижности, кои што секако го ценат како голем бенефит. Во делот на регистарот на цени и закупнини, кој што регистар представува една голема база на податоци во кој што се содржани голем број корисни информации. Главните податоци во овој регистар, како што знаете, се цената на купопродажбата, односно закупот на недвижноста и други податоци за недвижноста. Сите овие податоци се секако јавно достапни и на граѓаните и на правните лица на порталот на Агенцијата за Катастар на недвижности. Меѓутоа, дополнително е она што е од аспект на привилегија е дека регистарот на цени овозможува следење на трендот и движење на цените на недвижности, кои секако агенцијата како јавно достапни информации ќе ги прави преку подготовка на квартални извештаи кои што ќе бидат објавувани на нивниот вебсајт и секако како информација која што по барање на клиентите ќе биде достапна. И на крајот во делот на дистрибутивниот систем, јас би кажала дека како и досега овој дистрибутивен геопортал
на Агенцијата за катастар на недвижности имаше за цел да го олесни и подобри пристапот на користење на податоците од катастарот за недвижности, геодетските податоци, податоци од регистар на просторни единици за цела територија на Република Македонија. Овој систем е наменет за сите и она што е од особено значење е дека е достапен онлайн 24 часа, 365 дена во годината, значи без дополнително време може да се намалат и сите процедури, односно гужви пред шалтерите, меѓутоа од друга страна и на бизнис заедницата, она што значи со еден клик може да биде достапно во форма на онлайн. Јас би додала само уште еднаш дека сето ова што го правиме и со катастарот е само дополнителна информација, бидејќи дел од услугите и веќе постоеа, меѓутоа се што е ново, како што напоменав, така и уште еднаш ќе потенцирам во циклус на информативни содржини, сакаме да ги запознаеме нашите членки, бидејќи навистина цениме дека сето тоа што го прави оваа институција од голем бенефит за бизнис заедницата, бидејќи навистина има вредни информации кои што заслужуваат и внимание, меѓутоа кои што заслужуваат и поголема искористеност кај нашата бизнис заедница. Ви благодарам. Стварно денеска ни представуваше голема чест и задоволство на Агенцијата за катастар на недвижности да ги презентира пред бизнес заедницата своите нови производи или производи кои што се во многу блиска иднина презентирани веќе, но сега во оваа прилика да и подетално ги запознаеме членовите на бизнес заедницата пред се членките на Стопанската комора на Република Македонија со можностите кои што ги нудат овие производи, се со цел понатаму истите да овозможат можеби и креирање на нови бизниси, значи не само основната цел да брзо и ефикасно да се стигне до податоците од катастарот преку сите овие нови системи кои што веќе ги имаме направено, но и можноста која што истите е нудат за креирање на нови бизниси. Така денеска беше презентиран дистрибутивниот систем кој што некаде околу Нова година го презентиравме и истите можности што ги нуди тој. Можам да кажам ова прилика дека веќе имаме преку 550 имотни листови и други податоци земени од катастарот. Имаме една компанија од Охрид која што ни е рекорд во овој дел и која што виде можност како да развие свој бизнис, значи да ги употреби овие податоци, се работи за Агенција за недвижности, не би сакал името да го кажам, но буквално се виде дека истата го зема овој податок и го употребува во своите секојдневни бизнис релации, што само ја потврдува нашата заложба дека податоците на катастарот може да послужат и за креирање на нови бизниси. Исто така, тука имавме можност денеска да го презентираме пред се и регистарот на цени за куприни. Имавме представници од сите банки од Републиката. Регистарот на цени овозможува една транспарентност во пазарот на недвижности, но исто така е од голема помош на сите проценители. Дали се тоа приватни проценители кои што тоа има обврска или се вработени во самите банки, или пак во државните институции, таа база на податоци која што ја креираме веќе од март минатата година овозможува мноштво на податоци кои што доведуваат до тоа да се види дали во определено подрачје има веќе трансакции, по која цена е, било тоа да е договор за купопродажба или тоа закуп, така да од прва рака на ГИС порталот веднаш може да се проверат овие податоци, да се видат тие податоци и да овозможи на компаниите, на граѓаните точна представа за движењето на цените на становите или на деловните објекти во тоа подрачје, но за професионалните корисници даваме дополнителна можност, електронскиот шалтер тоа го овозможува да покрај купопродажната цена, оданочената цена да се видат и сите оние дополнителни карактеристики, значи година на производство, односно година кога е тој стан изграден или деловен простор, кога е реконструиран, пристапни патеки, водоводи, канализација, топлификација и така натаму, сите оние дополнителни карактеристики кои што се потребни да се направи една соодветна проценка на пазарната цена. Она што денеска ни представуваше стварно задоволство и можност што ни укажа Стопанската комора е да го презентираме новиот систем кој што веќе од минатата година е пуштен официјално во употреба, тоа е Watchdog или куче чувар.
на македонски преведено, се работи за една апликација која што е директно барање од банките, од извршителите, апликација која што ќе зголеми правната сигурност пред се на имотот кој што доверителите нели се должни да се грижат за истиот во смисла на обезбедување. Значи, знаеме дека банките се големи, ги даваат хипотеките најчесто се даваат во залог се остава недвижен имот, кој што недвижен имот и како е битен за банките, за истиот да не претрпи оштетување, намалување на вредност и така натаму, за се со цел, ако дојде до не дај Боже реализација на тој имот, да се добие она полна вредност. Истото се однесува извршителите, значи налозите за извршување кои што се депонираат во катастрот, значи кога е дојдена веќе таа фаза на извршување и како им е битно на извршителите да се следи имотот, да се овозможи следење на имотот се со цел истиот да не дојде до определени промени кои што ќе им отежнат извршувањето. Значи се работи за апликација која што било извршител, било банка, било друг доверител, ќе може едноставно по електронски пат, преку електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар и недвижности да се најави, да го лоцира имотот кој што има правен интерес да го следи. Самата апликација ќе му достави благовремена информација, значи веднаш во моментот на било каква иницијално барање кое што би било поднесено за тој имотелист, тоа не значи дека тоа барање веднаш ќе значи било што на тој имотелист, но самата информација до банката, до извршителот ќе биде знак дека нешто се случува за понатаму да се проверат сите активности, се со цел да се заштити правно, да се заштити тој имот. Агенцијата за катастар и недвижности можеби ова е првата апликација која што има направено на директно барање на банките, на извршителите, ќе продолжи со овој тренд. На самиот денешен состанок веќе беа искажани дополнителни барања кои што се од бизнес заедницата, кои што катастерот во состојба некој веднаш да ги овозможи, некој во блиска иднина, како на пример увид во електронски увид во предмети. Знаете, катастерот има база на податоци уште од 1929 година, така да сегашниот можност за увид во предметите го се прави во хартиена верзија, но сите податоци од 2013 година навака веќе се дигитализирани и за тие податоци веќе катастерот може да овозможи услугата која што е бара комората, да по електронски пат да се прави тој увид и исто така катастерот ги има дигитализирано сите книги на промени каде што се извршени сите трансакции, значи по кој основ, во која година е се дигитализирано од 1929 па до денеска, така да и таа услуга во блиски иднина ќе е овозможена. Благодарам сушенаш до Стопанската комора која што ни овозможи вака компаниите, извршителите подетално да ги запознаеме со сите новитети во катастрот. На бројните контакти како комора на извршители кои што ги имаме во изминатите 2 или 3 или 5 години наназад, без разлика дали станува збор за билатерални средби или средби на кои што учествуваат комори на извршители од повеќе земји, услови кога ќе презентираме какви се можности има македонскиот катастар или Агенцијата за катастар на недвижности, колку брзо ги добиваме услугите и видот на услугите, особено електронскиот сервис кој што го поседува агенцијата, едноставно ги оставаме зачудени представниците на коморите кои што доаѓаат од земјите од Европската Унија. Едноставно тие не можат да поверуваат дека една земја која што воопшто не е членка на Европската Унија и дотолку повеќе која што ја сметаат за сиромашна земја е толку понапред од нивните системи кои што работат на оваа тема. Денеска беше презентирана една новина и уште еднаш го освеживме сеќавањето за масовната проценка на имотите. Дозволете ми да кажам дека практично и двете овие работи во голема мера ќе придонесат за сигурноста на имотот на граѓаните, на фирмите, на компаниите и така натаму. Првата Watchdog апликацијата едноставно од првиот момент кога извршителот би почнал една постапка за извршување ќе може да ги следи сите промени. Ова ќе оневозможи било какви манипулации со таа недвижност од една страна, но од друга страна ќе избегне одредени трошоци кои што би можеле да настанат
постапката на извршувањето, доколку навреме не би имале некаква информација точна. Исто така масовната проценка, очекуваме дека во голема мера ќе ги намали приговорите и жалбите по однос на висината на цената на недвижностите, бидејќи најчесто по извршената проценка од страна на овластен проценител, а потоа со донесувањето на заклучокот за проценка од страна на извршителот, најчесто имаме реакција од едната или од другата страна. Секогаш доверителите ценат дека е превисоко проценето, должниците дека е прениско проценето. Со ова масовна проценка едноставно ќе имаме цени кои што ќе бидат точни, пазарни и во иднина нема да имаме вакви проблеми. Честитки за катастарот, за неговата работа и поддршка да продолжи со ваквите апликации, електронски услуги понатаму.